Благодарам. Благодарам на прашањето, почитуван Салим Сулеймани, пратеник. Оно што можам да го кажам и што го имам како првични информации, ќе ви кажам сега овде, а подосна подетално и писмено ќе ви одговорам. Ова конкретно за радолишта, бидејќи базиликата се наоѓа на две приватни парцели, и од тие причини стручните екипи имаат многу отежнат пристап до него. Сепак направен е увид и констатирано е дека ѕидовите на мозеиците на базиликата се во стабилна состојба. Предпоставувам дека вие ми го поставувате прашањето, бидејќи бевте пред неколку дена, како што можам да забележам, присутен таму, и добро е што го потегнувате ова прашање. Забележавте дека мозаиците се покриени со песок заради заштита. Во 2014 и 2015 година Завод и музеј Охрид добива средства за изведба на стрешницата и материјалите ги носат на терен, но тогаш мештаните ги палат материјалите. Од кои причини не се знае, и од тогаш е прекината теренската работа. Но Завод и музеј Охрид и музеј Струга немаат информации за сега немаат информации која е сумата, која е што сума за реализација на било какви активности и колку би чинел целиот тој процес. Од тие причини, како што кажав, со Законот за експроприација на земјиштето имаме ние генерален проблем во Македонија на сите археолошки локалитети. Буквално можем да кажам дека 70% од археолошките локалитети се наоѓаат на приватни земјишта. Сега, бидејќи е тоа така и бидејќи имаме сериозен проблем со тоа, и бидејќи најголемиот дел од културното наследство, особено археолошките локалитети, се наоѓаат надвор од опфатот на актите за планирање на просторот, односно од дуповите и од гуповите. Во членот 26 став 1 од Законот за експроприација стои дека предлог за експроприација покрај другата документација треба да се достави и извод од актот за планирање на просторот, односно одобрен проект за инфраструктура, односно согласно новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање. Имајќи го во предвид тоа што недвижното културно наследство, особено археолошките локалитети кои се предмет на експроприација, најчесто се наоѓаат надвор од урбанистичкиот опфат на населени места за изработка на дупови во населено место, потребно е да се направи значителна измена во законот. И ако не се направи измена на законот, имаме многу големи финансиски импликации. И бидејќи како што кажав, 70% од археолошките наоѓалишта се наоѓаат на приватно земјиште, ние како држава не сме во можност да ги покриеме сите тие трошоци, и затоа од тие причини ќе поднесам предлог до владата. Предпоставувам дека тоа ќе биде доколку ги помине комисиите следниот вторник. И во таа насока за надминување на ваквата состојба предлагаме ние актуелниот член став 1 од Законот за експроприација, кој гласи сега: извод од актот за планирање простор или одобрен проект за инфраструктура и одобрен проект за дислокација на енергетскиот објект, да биде заменет и дополнет со: по исклучок извод од актот за планирање просторот или одобрен проект за инфраструктура или одобрен проект за дислокација на енергетски објект не е потребен за експроприација на земјиште кое се наоѓа културно наследство согласно Закон за заштита на културното наследство. Со ваквата измена на законот ќе имаме поголема слобода во делот на решавањето на проблемите на археолошките локалитети. Се разбира, кога ќе се реши овој проблем, и ќе може многу полесно да се обезбедуваат средства за следната година и ќе имаме можност за поголема реализација. Вие знаете дека најслаба реализација секогаш има во заштитата на културното наследство, баш токму од овие причини, заради Законот за експроприација.
Се надевам дека од прилика ви ги појаснив работите, но како и да е, дополнително за ова и подетално за сумите, ќе ви одговориме писмено. Благодарам многу. Благодарам.